Групацијата на јадрански луксузни хотели денес организираше отворен ден во Скопје за сите кандидати од Македонија, кои се заинтересирани за сезонска работа во нивните хотели во Дубровник, Хрватска. Никица Стражичик, представник за вработување и едукација, истакна дека интересот на македонските граѓани за работа во Хрватска постојано расте. Dobar je znači interes Makedonaca za rad u Hrvatskoj. Mi smo samo objavili nekoliko oglasa i preko radija, preko Facebooka i slično i preko vaših portala imamo jako dobar odaziv. Od godina во година се зголемува интересот? Da, povećava se interes zato što mi već radimo s Makedoncima od 2017-18. godine i svake godine je veći interes, između ostalog zato što ljudi jedni drugi preporuče, znači dobre firme i dobri hoteli se preporučuju jedni drugima. Таа дополнително ги представи условите кои ги нуди групацијата на јадрански луксузни хотели. Nudimo znači 6 mjeseci sezonski posao u hotelima 5 zvjezdica u Dubrovniku i okolici. Također imaju besplatan smještaj, 2 plaćena obroka, plaćamo isto tako put od Makedonije do Hrvatske i nazad, naravno ako odrade barem 4 mjeseca i plaće su vrlo konkurentne za naš turistički sektor. На што се должи увезувањето на работната сила во Хрватска? Дали има одлив на хрватски граѓани кои што патуваат во Европа, па поради тоа сте и принудени да дојдете во Македонија да барате работна сила? Pa nismo baš prinudeni, ako sam dobro rekla, zato što turizam u Hrvatskoj svake godine se povećava i smještajne jedinice se jako povećava i svake godine ima više hotela i svake godine nam treba više i radnika. Sukladno tome, dio Hrvata jest otišao u zapadne zemlje, zato što naravno što imaju veće plaće tipa Austrije, Njemačke, Irske i slično, ali ih se dio i vratio raditi nazad u Hrvatsku. Mi imamo najviše interesa iz susjednih zemalja, osim naravno hrvatskih građana, iz Bosne i Hercegovine, Makedonije, Srbije i slično. Работодавачот испрати порака до нашите граѓани, потенцирајќи дека си што се бара од кандидатите е волја за работа на јадранското крајбрежје. Ja želim naravno da makedonski građani nađu prvo posao u svojoj državi, ali ako hoće neku možda novu avanturu, neke nove reference, nešto drugo vidjeti, mi ih pozivamo da dođu odraditi jednu sezonu u Hrvatsku, u turizam, u hoteljerstvo, u visoko hoteljerstvo da vide kako to izgleda. Dobit će sigurno dobre uvjete rada i dobru referencu za rad i dalje u turizmu. До сега искуството што вели од македонските граѓани? Дали покрај работата која што мора да ја сработат таму, имаат ли време да летуваат и да уживаат во морето? Imaju naravno, zato što rade jednu smjenu, u prosjeku rade 7 ili 8 sati dnevno, tako da ostatak dana imaju sasvim dovoljno vremena da se i prošetaju i da se kupaju i odrade jedno lijepo i ugodno s korisnim, što bi mi rekli, da iskoriste taj posao i tu sezonu. И стари и млади, без оглед на годините, интересот за работа во странство беше голем. Дел од присутните беа фокусирани на презентациите, а другите не чекаа долго, па виднаш ги пополнуваа апликациите за работен ангажман. Слободен Пичет разговараше со дел од нашите граѓани, кои ги затекнавме на отворениот ден за работа во Хрватска. По други европски држави имам патувано. И зошто најчесто се одлучувате да идете таму? Поради невработеност и поради невработеност, корупција у државата и това. Денеска конкретно овде на овој отворен ден, што е тоа што ве заинтересира да дојдете да ја видите понудата во Хрватска? Добри услови, понудите за вработување и тоа. Без оглед на возраста, значи сте одлучни да излезете од Македонија? Јас патувам повеќе држави низ Европска Унија и не ми се ареса система на вработување. Тука поединци газди има, јас сум бил порано вработен во фирма, па сам извадиле поради политички прогони. Разочарани сте? Да, разочаран систем. Денес сте конкретно овде зошто? За повеќе информација. Ви се допаѓа до сега презентациите кои што ги имаат? Па, во ред се, да. Планирате да заминете годинава во Хрватска да работите? Можеме, ако дозволат условите. Зошто, како млад човек се одлучувате да ги развивате сите опции надвор од Македонија? Нема никакви услови овде? Па, може да има за некој, не за сите. Зошто да не?
До сега дали имате патувано во Хрватска да работите? Па, сум бил. И какво е вашето искуство? Прекрасно. Дали до сега имате патувано во Хрватска да работите? Па, не сум бил. А денес како ви стои презентацијата? Какви се условите што ги нудат? Па, не се лоши. Размислям. Без оглед на возраста, сте решени да излезете од Македонија за подобро утре? Па, да. Тука се ќе правим. Што е најголемиот револт кој што ве тера да размислувате да излезете од Па, нашата земја? Кризата која што не нанесе од државата, гледате дека сите млади бегат надвор. Не само ја имам 52 години, значи има помлади луѓе што бегат од тука да се најдат за поголема плата и екзистенција надвор да излезат. До сега дали имате некаде работено во странство или ова би било Па, прво искуство? Сега втор пат кидам. Веднаш кога бев у Германија, се ќе видим. Се извинувам кратко, може да ни кажете дали до сега сте патувале во Хрватска да работите? Не, во Словачка имам патувано. И каква е работата таму, условите? Дали сте задоволни до сега од искуството што го имате? Па подобро е надвор од градот отколку овде. Што е она што, еве, денес како презентација што го има хотелиерите овде, што го привлече вниманието и дали одлучивте да си ја најдете својата работа во Хрватска? Да, се одлучив да работам како собарка или келнерка, пошто тоа повише ми се свиѓа. Тоа. Во Македонија не сте задоволни од платите, заради тоа сте принудени да излезете од земјава? Да. Не сме задоволни од платите, катастрофа се текна. Дали до сега имате работено во Хрватска и какво е вашето искуство таму? Моментално работиме 4 сезони во јадански и луксузни хотели, кои се наоѓаат веćinom во Дубровник и сме прекрасни со смештувањето, со работењето, со платите, така да све што ќе се каже компанијата све исполнува. Понекогаш има и повише од тоа што е кажано. Така да јас сум задоволен секако и мојата сопруга и доста македонци и мои пријатели знам што се веќе тамо работат во компанијата. Што работите таму? Јас сум кувар број 1 сега, така да првите 2 години бев првата година заменик, па после кувар, па сега кувар број 1. Така да што подолго сте тамо се рангирате на повисоко место. И еве за оваа година имам понудено да променам хотел во истата корпорација и да бидам заменик шеф, така да се расти нормално. Што се однесува до парите, јас сум задоволен. Од друга страна, платата е една што ја добиваме нон-стоп, сето друго што се работи се зима на картичка платата. Преку временото, одморите и сите тие придобивки што ги изработиме плюс како недела ден, слободен ден, се што се плаќа плюс, откако ни завршат договорите, зимаме повторно плати. Значи ја работев 7 месеца, а зимам 10,5 плати. Осигуран сум на 10,5 плати, така да вреде да се оде секако. А дали покрај работа имате време да прошитате, да идете на плажа? Па, секој хотел се наоѓа на плажа, значи пред работа или после работа секој си на плажа, нормално и тоа бесплатно. Поубаво од тоа здравие. Истовремено додека хрватските компании бараат работници од Македонија, македонските газди пак велат дека не можат да најдат работна сила дома и бараат олеснување на пристои работа на странски државјани во нашата земја.